Снеже, здраво и фала ти многу што се нафати да дојдеш кај мене дома. Огромна ми е честа што си тука и што ќе ја споделиш својата приказна со девојките од армијата. Здраво, Ана. Честа е моја, затоа што честа е да се биде гостин кај тебе и да се присуствува на ваков еден настан. Денеска ќе им споделиш на девојките нели која е твојата приказна. Пред да се случи нели тоа, сакам да им накратко да им кажеш која си ти, од каде доаѓаш, како се викаш, колку години имаш. Снежана Трајановска, од Тетово сум, имам 36, скоро 37 години. Магистар по економија, имам приватен бизнес, сметководствени услуги, сопруга, мајка. На програмата се пријавив како и сите за намалување на телесната тежина, како и од здравствени причини. Имам намалено до сега околу 20, нешто повеќе од 20 килограми и сум презадоволна, меѓутоа не застануваме тука, имаме уште многу за работа. Така, колку време се приклучи во програмите? Мојот прв опит беше во 2019 на летниот предизвик, меѓутоа поради здравствени причини не можев да го истерам целиот предизвик и тука стопирав. На армијата се приклучив со сите сили во 2020 на летниот предизвик и од тогаш наваму немам предизвик или програма што ја имам пропуштено, значи на сите сум присутна. Дали килограмите, кажа имаше здравствени причини, дали повеќе се приклучи заради тоа да се подобри здравствената слика или килограмите беа Килограмите беа пресудни и менталното здравје, затоа што незадоволството од самиот изглед предизвикува проблеми. Кога ги виде програмите, дали имаше пречка или двумење пред да се вклучиш во армијата? Затоа те прашувам ова од причина што многу жени и девојки кога дошле кај нас во армијата, они или имаат пробано многу диети претходно, па не се задоволни, затоа ме интересира која беше причината кога ти рече ова е тоа. Вака, значи претходно нема диета која ја немам пробано, дури и суплементи за слабење, што тоа е само фарса. Ништо тоа немаше успех и да имаше некој мал незначителен успех се враќаше како јојо ефект. Кога ги затвојава програма, черка ми ме насочи, ми даде предлог дека е нешто добро, бидејќи ми покаже трансформации на жени што нели што биле на програмата и стварно бев вчудена видена. Меѓутоа кога погледнав исхраната, викам нема шанси со толку јадење да се слабее, затоа што јас до тогаш ни 2 оброци не ми се сврзуваа во денот и бев константно гладна и нервозна. И никако не слабев. А сега викам со толку храна да се слабее. Малце не ми беше јасно. Значи беше она скептична. Ќе пробам, ама као нема ништо и од ова да биде. Пресудно за да присуствувам на програмата и да бидам агилна, беше разговорот со тебе, Ана, затоа што ти пишав што кои проблеми здравствени ги имам и што се сакам да постигнам, со намера дека ќе пишам и на тоа ќе остане. Ама не очекував да ми вратиш толку брзо и толку реално као другарки од средно. Се трудам да биде таков односот, затоа што и јас имам поминато низ многу работи, нели не конкретно за намалување на тежина, ама знам како е кога нешто е тешко да се направи, знам колку значи поддршката и од другата страна и заради тоа се трудам колку што можам да се доближам до девојките без разлика што сега во моментов се нели цела армија. Да. И стварно сакам да ја почувствувате таа топлина од мене и мило ми е што тоа се пренело само преку порака и еве денеска сме тука. Освен резултатот, освен твоите, ми кажа дека имаше слабено 20 или 25 кила? Не, 20 кила, 20 и нешто, меѓутоа 20. Освен килограмите, што е она што го доби што го почувствува како бенефит од програмите? Само довербата, дефинитивно. Значи, друго е самиот настап на личност што не е задоволна од сопствениот изглед, нели кога имаш јавен настап си како потиштен и а друго е кога сакаш да го гледаш сопствено тело во огледало и имаш само доверба кога настапуваш јако. И сега конечно излезе ти Да. правата на површина. Конечно, сакам да се сликам, конечно, сакам да присуствувам на сите настани, сакам да се дружам, затоа што
во тој период кога имав многу вишок килограми. Јас која сум доста ведра личност и сакам дружби, никој не можеше да ме натера да се оди во шопинг или да се оди на некој настан. Мерак. А сега? Поголема е мотивацијата, војата да се видиш пред огледало. Да. Кажи ми, што е она што најмногу ти се допаѓа од целото искуство со програмите? Кој е оној момент што те држи да бидеш дел од армијата? Нели, покрај килограмите, изгледот, самодовербата, што е она што те држи? Например, има многу жени ки си ја постигнат целта, ама сакаат да бидат дел од групава. Што е тоа? Сакам да го открием. Првенствено, храната. Готвењето е толку брзо и експедитивно, што секој прво кога ќе ја погледне програмата из храната, многу готвење. Нема врска од тоа многу готвење. Стварно има 3 оброци ужинка, меѓутоа секој оброк е толку лесен и брз да подготовка, што не може полесно да биде. Исто така, вежбите не одземаат многу простор. Не се захтевни во однос на тоа дека не мора да ја поседуваш цела теретана дома за да за да вежбаш. Тоа е поентата, без многу реквизити дома, без да ги ставам девојките во дополнителни трошоци и без да одземам многу дел од време од денот да си ја постигнат целта. А најбитно нешто е мотивацијава што ја имаме од групата. Лично од тебе, а и од девојкиве што се во групата, затоа што кога ќе отвориш Facebook и кога ќе видиш дека сите во текот на денот нели избежбале или ја следат из храната и си викаш не може само ја да грешам, значи стани, пали патиките и вежбај. Групата, интересно е тоа што стварно групата дава мотивација на поголемиот дел од девојките, но сепак има и такви девојки кои што и покрај овие работи, покрај тоа што имаме брзи рецепти, кратки тренинзи, релативно кратки тренинзи, они пак наоѓаат некоја причина да најдат начин како да се откажат од ова. Иако е помала таа група, но сепак ја има. Зошто мислиш дека е тоа така и која е твојата тајна? Како ти си постојано мотивирана, нели покрај тоа што кажа на почетокот дека имаш собствен бизнис, си мајка, зафатена жена и сопруга, што е тоа што тебе те држи мотивирана и која е твојата тајна? Значи добра организација, тоа е клучното. Само организацијата, се друго мотивира. Кај мене не е проблем исхраната затоа што сите домашни се подредени на начинов мој на исхрана и така да немам воопшто проблем. Само се случува нели во еден ден да сготвам повеќе јадења во текот на неделата ако знам дека нема да бидам присутна неколку денови тука. Tips and tricks. Ете тоа што на пример ако треба да сготвиш 3 оброци, не си стигнала од X причини, дали не си стигнала 3 дена за ред, не знам, си требало да одиш на некој состанок и немаш време едноставно. Што правиш ти во тие моменти? Дали се демотивираш, викаш готово сега ќе ја батала ми програма и се? Никако. Предност во програмава е што секогаш има нешто заменско. Дали ќе го сготвам дома или кога и да седнеме во ресторан, има што да се нарача. Значи не си потполно ограничен. Точно. И предност е што е долгорочно одржлива. Начинов на исхрана е долгорочно одржлив. Затоа што на многу диети кои што сум било она само ајде нека пројде овој месец додека трае ова и после да можам да јадам што сакам. Сега со оваа програма го немам тој проблем, затоа што се ми е достапно. Да. Значи, добрата организација на време и според мене желбата. Најмногу е желбата, затоа што сепак девојки кои што се многу помлади и се на моја возраст, како да не знам, или не знаат да се организираат или не знам што се случува. Секој може да најде изговор, меѓутоа тоа не е причината. Ми се случувало по 2-3 недели вежбите да ги правам во 1:30 после полноќ. Која е таа мотивација што те тера во 1:30 после полноќ да станеш? Па нормално дека е изгледот кога ќе се видим како сум била претходно и сега, зошто сега толкава мака до сега сум вложила, сега за нешто да се откажам. Не може. Значи мора да се почитува маката што до тогаш си ја вложил. Не беше лесно. Меѓутоа, кој момент не беше лесен? Не беше лесен почетокот, нели вежбите. Не беше лесно да се истрае првично. А сега у тој момент не ти се намали барем малку мотивација да речеш ова е претешко за мене? Толку бев внесена во тоа дека мора да се ослабе, да се постигне целта и дека можам, како што некој друг може, зашто да не можам и јас.
затоа што веќе здравствено бев добра и можев да ги вежбам и вежбите, и исхраната. И стварно добро се чувствувам. Дури домашниве имаат проблем ако не извежбам некој ден или го поместам за наредно, затоа што да одма сум нешто нервозна, нерасположена и дури самите ме прашаат ајде, те молим иди извежбај. Терапијата. Инаку овде нема разговор. Како влезе во програмата? Некој ти ја препорача, дали ти ја имаш препорачано, дали имаш околу тебе екипа собрано? Имам голема екипа. Програмата ми ја препорача ќерка ми. Како што кажав, пошто те следела на Инстаграм. А ќерката дали е она во армијата? Ќерката да, и она. И сите се, и синот, и сопругот, и сите околу мене. Значи, армијата ми е имена голема. Те препорачувам каде што ќе стигнам. Дури нема потреба од дополнителни зборови, од само изгледот што се чудо невидени луѓево кога како го постигна ова и за толку кратко време. И само кажам Ана Стојанова. Ана Стојанова. Фала ти многу. И стварно има многу луѓе околу мене што се на програмава. Снежа, тоа беше се за денеска. Фала ти многу што дојде, освен ако нели имаш ти нешто да додадеш сама, да ти е желба да си кажеш, да споделиш со армијата. Желба ми е да кажам дека стварно треба да си истраен и да се вложиш максимум. Резултатите ќе дојдат сами по себе со труд, нели, со работа и со вежби и со дисциплина, едноставно. А сигурно дека резултати ќе се има. Фала ти уште еднаш и се гледаме во октомври на новата програма. Се надевам ќе продолжиш сега. Да, сигурно. Јас си ги комбинирам, не само програмата, нели, денс кардио, ластиците, си правам некој микс на вежби. Одлично, затоа изгледаш како што изгледаш. Фала ти што си верен член на армијата и ние ќе продолжиме да се дружиме. Се надевам дека ова видео ќе биде многу голема мотивација за девојките кои што се веќе и ќе сакаат да бидат дел од армијата. Се надевам.